Еве на повторно во емисијата се враќаме со нашите гости, со разговорите, Цеца кажавме различни теми, различни професии, малку музика, книги, медицина. Да, се трудиме да опатиме од се по нешто и некако немаме доволно време да раскажете се. Сите сте навистина одлични соговорници. Доктор ке рековме можеме цел час да ве слушаме вас, цела емисија да ја посветиме само на вас, но и сите вие се разбира. Но малку повеќе да зборуваме за новинарството, за културата, колку денеска медиумите отстапуваат простор на културата. Знам дека сте строг новинар. Не се воздржувате, кажете навистина што мислите и кој е вашиот став? Строг новинар, не знам колку сум, меѓутоа имам некаков вредносен систем од времето во кое јас работев. Времето во кое работев не е толку далечно, ама изгледа далечно до оваа дистанца. Заради вредностите кои сега се афирмираат, односно невредностите, затоа што ако има вредност, ја се согласувам да се афирмира. Во медиумите, каква е состојбата во медиумите? Никаква, затоа што во медиумите културата во информативните емисии не добива никакво место, никаква позиција, само ако станува збор за некаков скандал или евентуално ако тој ден нема доволно материјали во другите области. Тоа е многу тажно, затоа што медиумот не е само информативен. Медиумот има мисија да воспитува, да гради вредности, да создава вредности. Вредностите, пак уметниците што ги создаваат, иако во последно време се многу дискутабилни, и најчесто тие масовните кои добиваат место по медиумите се блеферство, тие од сите тие сепак може да се најде, не да се најде. Секогаш има уметници кои се целосно предани на тоа што го работат. Уметници за кои навистина во јавноста не ни слушнала досега за нив, а тоа е многу тажно зашто целиот работен век го имаат посветено на тоа. Јас по телевизиите буквално не гледам ниту една емисија специализирана за култура. Има во една телевизија која не би ја нарекла баш културна емисија, меѓутоа во другите медиуми апсолутно отсуствува културата. И како сакаме потоа да градиме некаков вредносен систем, не некаков, вредносен систем кај младите, сериозен вредносен систем кај младите, па затоа ќе се направи полесно извештај од концертот на Аца Лукас во, да не му го спомнувам името, во Борис Трајковски и такви како нему, меѓутоа нема да има извештај за одлична представа. Например, ја не верувам дека Дејан Пројковски направи прекрасна представа во Драмски театар за 80 години театар во Македонија. Меѓутоа во Драмски театар, последната, на текст на Венко Андоновски. Меѓутоа, направи и во МНТ, таа беше по повод големата прослава. Меѓутоа, во годината кога се слави 80 години театар, тој направи и друга во Драмски, се вика Мачки на глава, на текст на Венко Андоновски. Сакам да кажам дека сето дека медиумите не си ја преземат улогата на дека имаат мисија и да сватат дека нивната улога не да сватат. Тоа веројатно постојат и ја верувам дека постојат правила, закони во кои е уредено дека колку домашна програма треба да се емитува. Сето дека турските серии ни го заземаат овој простор, не очекувајте поинакво однесување и гледање на работите. Да, јас морам само да ве надополнам, мислам апсолутно го почитувам вашето мислење и став, вие сте навистина истакнат новинар кој што има многу што да каже на тема култура во Македонија, но ние во Здрава Македонија навистина секојдневно се трудиме максимално да дадеме простор на културата, на сите оние кои што создаваат и главно остануваат во Македонија. Да. Сакаме да ги поддржиме сите оние кои што се тука и сакаат што да направат. Точно, и тоа и сакав да го кажам. Меѓутоа, тоа се малку минути за културата. Да, ова не е специализирана емисија за култура. Ова е емисија
гледана, извонредно гледана и добро е тоа што го правите и јас апсолутно го поддржувам тоа и се радувам заради тоа. Меѓутоа специализирана емисија која ќе знам ја во колку часот е да го и каде и да сум да сакам или да го вратам. А имаше порано многу. И музички емисии, културни, забавни емисии. Многу имаше. Имаше и затоа беше поинаква средината. Да. Средината, културната средина беше поинаква, меѓутоа се додека владае логиката дека тоа што се гледа ќе оди во етерот, тоа е погодно. Така. Да, тоа не може да биде да значи напредок. Напредок на нови генерации, на тие што се и возрастни, кои да е, не може да значи напредок. И медиумите мора да си ја превземат таа улога и не барем еднаш во неделата да ги почнат вестите со култура. Се согласувам. Еве, јас се согласувам со вас. Јас би сакала со музика да почнеме, со македонска музика, македонска представа, македонски филм, книга. Било што да е наша делот на уметноста. Ќе ве потсетам на времето Теа Модерна, едно од моите омилени списанија јас кога бев тинејџерка, не знам за Цеца, Теа Модерна, Тин Шема, се сеќавам дека постоеше. Вие бевте уредник и на Дневник, на Вечар, Теа Модерна ја споменавме и Леона, магазинот. Како сега, еве Цеца ве праша за развојот на културата, дадовте важен став, но во тоа време од уредничка перспектива, што ви беше поголем предизвик содржината, да биде квалитетна, читана, да се задржат читателите постојани. Дали остававте и некои цедиња, не се сеќавам, дали беше во тоа Теа Модерна цедиња со македонски филмови, ако не се лажам, Црно семе. Се е тоа точно. Така. Значи, во Дневник бев уредник за култура во редакцијата. Редакцијата броеше 6 новинари. Браво. Сите има своја област. За кој време зборуваме? Која година? Па не, тоа многу одавна. Само пред 10 година. Така, 10 година. 10 години. Има новинар за филм, Сребра, новинар за издаваштво Тоше, новинар за музика Ана Василевска, новинар за археологија Весна Ивановска, Марина Лазаревска и така. Тоа беше редакција за култура. И редакцијата за култура имаше секоја среда, имаше културен прилог Ризница се вика. И сакам да ве потсетам дека кога беше Дневник во имаше 102.000 тираж и сега сметајте какво влијание имаше. Имавме издавачка програма во која продадовме 500.000 книги. 500 во услови пред тоа пишувавме многу текстови дека кај нас не се чита, дека не читаат и така натаму, а ние продадовме 500.000 книги, бисери на светската книжевност. Така. И имавме и книги со македонски автори. Сакам да речам дека влијанието, ако се сакало и кога се прави нешто со стратегија, кај нас отсуствува стратегија во културата. Отсуствува стратегија на медиумите. Не зборувам стратегија на 4 години, па која како власт ќе дојде да менува. Стратегија за следните 40 години. И ако ја има таа, и да не зависи од промените на власт, кој ќе биде на власт, и таа стратегија да се држат кој да е власт до стратегијата, далеко ќе стигневме. Инаку кога бев уредник на Теа Модерна, заедно со Теа Модерна се грижевме за читателите, баш и заради културата. Подароци за читателите беа цедиња со значајни филмови од наши македонски автори, кои будеа огромен интерес. Теа Модерна беше списание кој имаше 36.000 тираж. Магазин што има 36.000 тираж, остана во соседството да се уште да се
добро да одат и магазините и весниците. Кај нас во еден миг згасна нели трите весника, и Дневник, и Утрински вест, и Теа Модерна во еден ден, буквално, и се остави так широко едно поле на кое ќе владее некултурата. Односно тоа што за жал се разбира. Одлични теми, одлични списанија. Да. Оливер, да се вратиме на музиката и да се вратиме на свадбите. Ни почнува периодот на свадби, на веселби, матурски прослави и така. Да. Дел сте, да споменам само од инструменталниот состав Аманет, како и член на групата Чалги Мерак. Да. Вокално-инструменталниот состав Аманет брои 11 членови, музичари, 8 инструменталисти, 3 вокали, но и еден неизоставен член е нашиот актер Владо Дојчиновски, кој што ни ги збогатува концертите да бидат како мюзикли, бидејќи малце сакаме да избегнеме од тоа само да седиме и да свириме, сакаме да има малце интеракции со публиката и затоа сите наши концерти беа со мали драмски елементи кои што измеѓу песна или во песната беа дел од свирењето, бидејќи секако прв пат кога ќе седнеш и да слушаш, првиот момент е визуелниот момент и тоа е кај публиката остава посебен впечаток. Вокално-инструменталниот состав Аманет спремаме во ноември еден голем концерт кој што со тек на време ќе најавиме, не сакам да откриам, ќе биде исто така збогатен со гости, а со Чалги и Мерак исто сме 5 члена кои што свириме чалгиска музика. Ут, јас свирам таму на инструментот ут, канон, виолина, тарабука и кларинет и со него свириме и свадби, нормално, дали за време на вечерата или на пречек на гости. И тие ми се останатија секој ги викам, бидејќи македонската телевизија за жал се изоставија таквите оркестри, оркестар на традиционални инструменти и чалгијата. И ете нешто пробувам, има више млади луѓе што тоа го прават, да кажам вакво, кај што почнуваат више да промовираат таква музика. Во Струмици почнуваат изучуваат и ут и канон, кои што се специфични инструменти за кај нас. И така да свириме буквално на секакви манифестации, не само свадби, концерти, повеќе. Јас ради периодот сега, за да, иначе да, периодот сега почнуваат и да, нема безизнежност, како се вика, летен период, свадба. Така. Или од сега се закажуваат за септември, октомври. Више до година се закажани, не? До година, така е, да. И музичар е тешко во време да се најде или да се резервира, како мој термин. Исто, баш. Се закаже со време. Више имаме доста активности, се свири и се менуваме нормално. Тешко е, секој гледа и својата прва професија да си ја, да, нели, секој сме со различни професии како наставници, другите некои се програмери, но на крај гледаме да го завршиме денот со музика, со некоја свирка и така. Ние гледаме денот да го започнеме со музика. Со музика, да го почнеме да го завршиме, за да го разубавиме, да почне да биде убаво, да бидеме весели. Накратко, докторке, ако може накратко, овие теми ваши не можеме накратко да зборуваме, но ја споменавме на плодноста кај паровите, кои многу парови се одлучуваат за инвитро. Да. Многу парови. Доколку не можат се обидуваат известно време и доколку не можат да останат бремени, веднаш преминуваат на инвитро, мислејќи се дека тој ќе им го скрати патот на никаков начин. Ќе им го скратили патот? Не, доколку постои проблем кај еден од партнерите или кај 20 партнери. Не. Тоа што го зборевме позади камерите, сега ќе го повториме. Нека го зборуваме, слободно, да. Позади камерите, кога беа рекламите, споменавме дека треба местото да биде чисто, па после тоа да се прават деца, нели? Постојат дадени состојби каде што од тип, да кажеме, на запушени јајцеводи, каде што имаме структурни или промени кои што не дозволуваат природна бременост. Е сосема оправдано да се прават интервенции од тип на инвитро, од тип на имбриотрансфери или некои други, би рекла, пречки кои што
каде што самото инвитро ќе помогне. Но кога инвитрото представува проблем, кога се прави без стратегија, јас го велам ова нешто. Значи, кога имаме жена која што едновремено, можам да набравам неколку работи, значи, нема квалитетни јајце клетки, да кажеме. Имаме маж кој што нема квалитетни сперматозоиди, немаме добра, значи внатрешен ендометриум или добар крвоток на самиот ендометриум. Имаме инсулинска резистенција која што влие и на квалитетот на јајце клетките, влие и на самиот ендометриум. Значи, или пак имаме високи нива на антитела кај Хашимото, кои што можат да доведат до рани спонтани абортуси. Значи, се ова просто причините колку и да ги бројам, мислам дека нема да стаса една програма, но не е начинот да се мине на уште едно следно инвитро, затоа што пак резултатот ќе биде ист. Што е сосема различно, доколку претходно се направи подготовка на самиот пар. Пак ќе кажам, на самиот пар. Доколку имаме, секогаш одиме со подготвување на парот едновремено. Значи, на самиот пар може да биде за 3 месеца, може да биде за 6 месеца, каде што веќе, кога ќе видиме дека, затоа што сакаме да видиме и црно на бело, дека имаме драстично подобрување на самите параметри. Кога ќе видиме драстично подобрување на самите параметри, го даваме зеленото светло и тоа е моментот каде што, доколку самиот пар сака да отиде на инвитро процедура, слободно може да отиде на инвитро процедура и во овој случај да биде успешна. Целта е да биде успешна самата инвитро процедура. Да. Не уште една инвитро процедура, уште еднаш хормони. Значи, уште еден, затоа што не е лесен процес, да се разбереме. Да. Особено за една жена. Така. Голема тема. Спомнавме широка тема. Многу широка тема. Многу широка тема, но да ги погледнеме и фотографиите. Не испративте сите фотографии, освен што имате професии и одморате, ево докторката може да почнеме, бидејќи сте веднаш до мене, сакате и да одморите по напорниот ден, иако на телефон ми рековте, Бисера, немам време за одмор, работа, дома, деца, како и сите сме во трчање, но сакате да патувате, сопругата ваша најголема поддршка. Да. Бидејќи е тука, бидејќи е тука позади камерите. Каде и да сум, значи веќе 20 години сме заедно. Овде сме на еден кошаркарски надпревар, по правило, значи ние сме една спортска фамилија, можам да се изразам, значи спортуваме и јас, и сопругот, и децата, значи гледаме спорт, играме спорт, секакви видови на спортови. Овде сме, значи во Турција, на еден кошаркарски надпревар на Фенербахче, да не забораваме, значи. Овде сме на ракометарски надпревар на Македонија. Браво. Да. Опремени со реквизити. Не пропуштаме, значи, дали ќе станува збор за ракометарски, фудбалски надпревари, дефинитивно не пропуштаме. Браво. Овде буквално ни дојдоа гости од Турција, каде што сме на самото Охридско езеро. Да, ќе кажам во Охридово. Да, со мојата липинка која што ја велам јас, најмалиот ми син, да. Со него сме, значи на една прошетка. Овде сме на фудбалски надпревар на репрезентацијата на Македонија, значи со големите. Овде сме на концерт. Браво. Да, на концерт сме овде, значи со сопругот. Се трудиме во последно време, затоа што малиот е мал, да одвоиме малку време и за нас. И убаво правите. Значи, барем малку време. Овде сме веќе со моите 4 мажи. 4 деца, како велиш. На шала. Со моите, да. И ова се Малдивите. Значи, ова се нешто што успеавме конечно, после малиот за прв пат да го оставам, би рекла, на малку подолго временски период, неколку вечери, значи, за да можеме да одделиме малку, затоа што ни беше потребно дефинитивно еден ваков одмор, да се истираме, значи, исто од самите Малдиви. Ви се допаднаа Малдивите? Прекрасно. Рај на свет. Значи, јас сум поние екзотичен, мисля. Значи, за мене песок, море, сонце, залез, значи, тоа е нешто што многу. Исто како и Египет. Не сакам многу да одам, да шетам, да гледам. Да одмарате на плажа, најубаво. Значи, тоа е тоа што мене ми дава, затоа што имам едно темпо кое што е буквално турбо. Турбо. Народно кажано турбо. Пациенти, деца, каде што имам потреба точно од ваква атмосфера. Би рекла. Бала фотографија. Благодариме се за гледам. Ви благодариме што ни ги споделивте фотографиите.
да ги видиме на Оливер. Сега ајде по ред ќе одиме да видиме Оливер што ни испрати, кои На фотографии. некој настап да отидеме да видиме како е. Ќе ги скоментира. Да. Само ако може, така. Ова е годишен концерт со Едукативниот музички центар Наши ноти, каде што оваа година ни е 5-та година од училиштето и морам да пофалам, имам исто деца со инклузија кои што се дел од нашата фамилија Наши ноти, кои што исто свират како и сите. Ова е проект каде што со нашиот драг професор Драган Дутовски ни беше гостин, ни помогна да го реализираме годишниот концерт на Наши ноти. Оваа година со колеги од Средното музичко училиште, каде што со Сдруженијето Юнус Емре имавме на заеднички проект, каде што ги представувавме турските инструменти и ние имавме заложение да отсвириме староградска или чалгиска музика, бидејќи тие инструменти се и дел и од македонската култура, иако како турски инструменти, но се влезени више дел и во македонската традиционална музика, познати како чалгиски инструменти. Тоа е. Ова ми е слика кај што слепите гуслари. Ова е филм кај што го снимавме во македонската телевизија за представување на родните инструменти и имаше ги представувавме сите инструменти, а ова ја одвоив бидејќи ова е еден специфичен инструмент кемане, познати како по терминот гусла, кој што филмот е од 30 на минути, јас го представувам инструментот кемане, облечен во кумановска носија, со чалма на главата и овој инструмент е многу интересен, бидејќи многу ретко се свири во Македонија, а за мој кеф имам двајца ученици кои што почнуваат да го изучуваат. Браво. Интересен инструмент. Ајде следен пат кога ќе дојдеш, тој ќе ни го донесеш да го слушнеме. Важи, да. Ова е исто вака интересно облечени, ова е еден мој колега Фиц од Студени нозе, кој што снимавме спотот Марија. Песната снимавме лани или прехлани, не знам точно, и беше драго, една интересна костюмографија. Да. И така, секогаш со колегите гледам да кога има спотови да си помагаме. Ова е вокално-инструменталниот состав Аманет, ни фали една вокалистка која е оправдано одсутна на сликава. Ова е на еден концерт во Битола пред не знам точно каде беше, но во Битола, да. И ова се моите ученици кои што заедно на концертот свириме, пееме и ова ми се така ни од подрагите ученици кои што ги одев. А ова е групата Чалги и Мерак, ова снимено исто пред неколку години. Снимавме еден проект каде што нашите дојни на македонската музика, прво ќе спомнам како нашиот најмлад Круме Спасовски, тука Миле Кузмановски и Благоја Груевски пеа песни, ние бевме како придружен оркестар, стрикно само со чалгиски инструменти, односно чалгиски оркестар. Така. Одлични фотографии поврзани со музиката и настапите на секаде низ Македонија и светот. Да, па повеќето гледам тука, а нормално светот и доста и прошетавме, со ова низоставено, ама тука ми се некако најдраги. Најдраги, така е, во својата Македонија. И на Лилјана, да ги погледнеме фотографиите и вашите патувања. Кога отидов во пензија, си дадовме не задача, јас цел живот патував и патуваме и како семејство, меѓутоа и заради професијата. Таа ми овозможила навистина многу патувања низ светот, настани значајни да проседам. Овде сум во селото на Попај, во Малта, зашто заради внукот, инако ние сме една така мала, ама добра екипа за патување. Јас, мојот сопруг, ќерка ми Ивана и внукот Андреј. И сега се обидуваме светот да го видиме низ очите на Андреј. И по неколку пати одаме. Да. Каде дојдете? Овде заради него сме тука
Еве сме овде сме во Колмар, јас сопругот и Андреј, Ивана не фотографира. Така, тоа Франција, многу ова е во град. Колмар пред Нова година, за да потоа отидовме и во Страсбург за да го видиме како нели е украсен градот, светскиот град на новата година. Ова е неодамна пред 20 на дена во Прага со ќерка од другата страна се Андреј и мојот сопруг. Овде си поминавме преубаво. На Андреј ми рече дека Прага му е поубава од Париз. И кога го праша, пак зошто? А сакаше да оди во Лувар и бевме лани, го носевме во мај. Бевме во Париз на подолго време, 2 недели сигурно и убаво го разгледа, меѓутоа ми рече дека го сакам Париз, ама Париз целото богатство во музеот е собрано од многу земји, а Прага е нивно богатство. Срце боли, како размислува. Да. Овде сме исто со сопругот, овде и тоа беше од Прага, а ова е од промоцијата на книгата, така. на книгата во петокот вечер. Да. Многу ме допре тоа што дојда мои соученици од основна, кои прочитале, од гимназија, да не зборувам колегите ви ги тука, луѓе со кои соработував, министри поранешни, луѓе што водеа институции, директорот на Скопско културно лето и многу луѓе и толку беше убава и топла атмосферата што ако пред тоа бес возбудена заради тоа, сега сум многу среќна. И ова е дел од Петар Расовски. Оваа фотографија е од Пиза. Отидовме да видиме колку кулата е навистина крива. Да, со Андреј. Па не, и он беше, и внук ми беше разочаран дека не била многу крива. Тој знаеш што очекува. Да, па не е баш крива и така. Заедно со тука сме со ќерками. Ви реков, патувањата нас ни се барем најмалку 4 пати годишно, имаме план. Не ги сметам тука летниот одмор, затоа што по 2-3 месеци се идеме на море, а потоа зимно време тој скија јас го гледам и одиме, патуваме за да го види светот со своји очи, за да знае како другите живеат, за да има систем вредносен да се изгради, за да знае што да сака во животот, да избере што е добро. И ова е, реков, од таму. Овде сме во Болоња, јас и сопругот. Преубава Италија, ја обожаваме и секое време го користиме да патуваме. Еве веќе следната недела ќе си одиме во јужниот дел на Италија. Тоа ќе прашав која следната ваша дестинација? Таа е следната, затоа што јас сум била во Арбело Бело пред 15 на години, кога мислам дека овде не знаеа дека постои тие куќичките кои се и се уште тука има мид, гледам и кога ќе зборуваат, тоа се куќички направени со подвижни покриви. Зошто? Затоа што ако нема покрив не се сметала за куќа и така не можеле немало собствениците да плаќаат даноци. И тие ги ваделе крововите и затоа се така направени буквално како шеширчиња се од направени. Навистина е убав. Да, убав град, меѓутоа овој пат ќе одиме заедно и цела јужна ќе останеме подолго време, цела јужна Италија да ја видиме. Пред да почне летото. И да уживате. Ви благодарам. Да, сигурно тоа дека ќе уживаме. Да уживате. Тоа се најдобро потрошени пари. Барем така често велат на патување. Тоа е неверојатна работа, колку човек е среќен само што ќе дојде на аеродром, ама има една друга работа. Тоа секогаш викаме леле само што ќе дојдам и одма јас убаво се чувствувам, ништо не ме боли. Меѓутоа кога ќе се вратиме, кога ќе дојдам, одма срцето ми е полно само што ќе стапнам на Скопскиот аеродром. Викам, си дојдов дома. Значи, каде да одите? Дома треба да се вратите. Да, апсолутно се согласувам со таа изрека. Така, и вака ќе ја заокружиме ова наша емисија со дома, со Македонија, бидејќи презентиравме македонска книга, македонска музика, изборувавме една многу убава тема, особено на што да се обрне внимание кога е здравјето во прашање, и менталното и физичкото, и мислам дека имавме одлични заклучоци од целата оваа емисија, бидејќи како што кажа и Лилијана, ние едуцираме, образоваме преку медиумите, особено преку Здраво Македонија, и да го зачуваме она што е наша македонска. Да.
Ви благодариме. Многу успех во вашите професии. Ви очекуваме повторно. Нема да биде ова нели прва или последна средба, се гледаме повторно на други теми.